Почитувани гледачи, ова е програмата на ТВ каналот Виса. Деновиве во Скопје се одржа екипно шаховско првенство за деца или пак млади до 18 години во просториите на училиштето Јахја Кемал во Скопје, каде што за прв пат дебитираа шахистите или младите шахисти, но впрочем и шаховскиот клуб Цареви кули од Струмица. Во нашето студио е дел од тимот кој што донесе сребро за Струмица и да презентира дека Струмица има шаховски потенцијал. Филип Козаров, добар ден, добре дојдовте. Добар ден на вас. Добар најдов. Трајче Карадаковски или Карадаковски? Карадаковски без В. Без В, зошто без В? Па така ми е презимето. Одлично. И Јован Вукашиновик, ако не се лажам, така? Да. Добре дојдовте овде во студиото на ТВ каналот Вис. Јас во самата најава реков дека тоа е дел од тимот кој што го освои второто место за деца до 8 години. Филип, на самата најава реков дека дебитиравте, ако не се лажам, со оглед дека сте релативно еден од најмладите шаховски клубови во нашава земја, но ова е потврда дека и во Струмица се негова шахот. Како дојде до идејата, за какво првенство стануваше збор, малку како увертира на самиот почеток од овој разговор? Државно шаховско првенство, учествува 7 клубови, нашиот клуб Цареви кули, веќе еве со ова второ место, ова победа наша, така да ја кажам, веќе и го научија преку медиумите клубот. Доста го знае, ама знаете шахот малку е во сенка. Не е толку атрактивен. Не е атрактивен, ако го споредиме со другите спортови, ама еве земаме веќе залет и се промовираме преку успех. Овие деца што се до мене, уште 2 деца, кои не може да присуствуваат денес, ќе ги спомнам подоцна, за прв пат зазедоа учество на еден ваков турнир, на еден ваков надпревар и освоија солиден резултат. Сите, четворица. Така. Тоа е второ место. Второ место од вкупно 7 шаковски клубови од цела Македонија до 8 години. Имавме уште еден тим до 14 години, подоцна ќе ги спомнам и членовите од тој тим, кој ги водеше мојот колега Звонко Пецев. Меѓу другото, еве да ги представам и другите деца, битно е да се спомнат, Мартин Гоцев, капитенот на нашиот тим, ученик во Сандо Масев, трето оделение, и Мартин Велков од село Муртино, ученик во Моноспитово во училиштето Борис Рајковски, исто така трето оделение. Заедно со Трајче Карадаковски и Јован Вукашиновик, тоа е тимот кој што го освои среброто на ова државно првенство за деца до 8 години. Без ни еден пораз, еве тоа заборив да го напоменам. Без ниту еден пораз. Како беше, може ли да не опишеш, бидејќи ова се деца? Мислам дека се второ оделенци, ако не се лажам. Второ и трето, така. Прв надпревар, прв пат на еден ваков турнир, ајде да кажам. Има ли трема или како се одвиваше се до тоа по партии? Па еве вака, јас веќе еве пред јавноста и кога се гледаме и приватно им се обраќам со шахисти и тоа им се допаѓа и се шахисти и ќе бидат. Може да ве изненади дека се мали, 7-8 години, ама се многу самоуверени. Многу самоуверени, тоа е добро. Можам да кажам дека нема трема, нема ни најмалку трема. Еве јас како тренер, како ментор имав повеќе трема од нив, бев многу повеќе возбуден и не знаев како ќе изреагираат на самото првенство. Имаше доста деца, како што спомнавме, турнирот беше одржан во Јахја Кемал во Скопје, се покажа како да не се прв пат на турнир, како да имаат играно повеќе на повеќе турнири. Со еден турнир, со најмалку трема, со голема самодоверба и стигнаа до
овој резултат. Она што го гледаме или пак еве можеби не толку веќе се дават вакви анализи за шаховски надпревари, да бидат внимателни, да не избрзуваат на шаховската табла, како беа, дали го проучува противникот со нивните потези кои што секако мора да се даде одговор на тој потек. Очекувано брзо игра, така и кога пристигнавме, знаевме има по 30 минути време со екстра време од 15 секунди или 30 секунди. 30 секунди. Така да тоа е многу време за нив. Иако им беше напоменато како и во клубот и на часовите да не брзат, тие сепак сакат да се докажат пред тие други деца, пред самиот турнир, малку брза, ама можем да кажем не на нивна штета. Можеби така и го збунија противникот. Но во шахот не треба брзање. Не треба брзање. Така. Да разјасниме, во период од 30 секунди мора да направи потек од своја страна, така? Колку што разбрав? Не. Тоа е максимумот или време имаат на часовникот 30 минути со 30 минути. Ако истече времето, без разлика каква е позицијата со фигурите, на тој што му истеква времето губи. Значи теоретски може потеки 30 минути да чека, ама не е во негова корист. Така. Со оглед дека си ти тренер и твој деца ментор Нивен, она што ме изненади кога прв пат прочитав е фактот дека успеавте еден алкалоид кој што има зад себе едно големо реноме да го мислам да го совладе, ако не се лажам. И имаше факти дека сте без пораз, но имаше и некои надпревари каде што по половина поен. Малку да разјасниме околу тоа, па да преминеме и на децата да ги вклучиме. Што значи тоа половина поен, 1,5 се малку да разграничиме, за да биде многу по-печатливо и појасно за нашите гледачи. Така, првата партија беше со алкалоид, како фаворит, да кажем, на турнирот. Ако еве Јован го матира вака по-едноставно да се изразам за јавноста, ако го совлада на противникот, добива 1 бод. Ако изгуби, нема бод, 0 бодови за него. Ако изиграат нерешено или реми, тогаш добиваат по пола бод. Реми може да се понуди, ако гледа противникот се е тактика оти губе, или ако не примети другиот дека губи, или во разни околности, ако веќе се изедначени при крај со фигури, ако времето истекува, например, и за двајцата. Тогаш во такви случаеви имаме реми и половина поен. Ајде сега да ги вклучиме шахистите. Трајче Карадаковски, заедно со Јован Вукашиновиќ, исто така во студиото. Трајче, може да ни кажеш во кое училиште, кое оделение си? Па учам во школото Видео Подгорец и сум второ оделение, второ В. Второ В. Јован ти? Јас сум исто второ оделение, учам во школото во Видео Подгорец во или Видео Подгорец и сум второ Г. Второ Г. Значи вие сте второ оделенци, но не сте во исти клас, така? Да, ама близко ни се нашите класови. Така ли? А на тренинг заедно сте кога одите во клубот Цареви кули или? Па, да. Да. Што е интересно? Како беше на надпреварот? Па, многу интересно. Игравме многу партии на шак и интересно беше. Јован, ти освои неколку поени на овој турнир, на ова државно првенство, може да ни кажеш да се присетиш? Мислам дека, предпоставам дека на твојата партија имаше и некоја победа, или? Колку победи имаше Јован? Колку победи? Мислам да беа 4. 4 победи. Тоа е одличен резултат. Која фигура е најдобра, најинтересна во шахот? Трајче? Па, интересно ми се сите фигури, многу сакам да ги местам на потези што мислам дека се добри и така. Што треба да го нападнеш? Кралот да го нападнеш или кралицата? Кралот. Значи кралот. Кралот е најважната фигура. Така. Јован, која е најинтересна фигура? Која најмногу скока? Или има повеќе фигури што скокат на шаховската табла? Има повеќе фигури. Ама која скока? Скока. Која?
Конју. Конјот, така, и тој како скока? Во Г. Во Г. Еве вака. Така. И колку пешаци има напред? Пред малку се расправавме, јас велам дека има 10 пешаци. 12. Да, 12 реков. А колку има на таблата? Точно се 8. 8. Да не ме лажете? Не. Трајче? Не, нема шанси. 8 се 100%. 100% се 8 пешаци кои што и тие ги чуваат кои фигури се на во она втора линија. Во првата линија се топовите, конјовите, ловците, кралот и кралицата. Во втората линија се сите пешаци. Така, вие обратно ме ги спомнувате. Од нивна гледна точка, да. Од нивна гледна точка. Колку победи имаше Трајче? Па 2, 3, 4 победи. Не се сеќаваш. сеќавам. Добро, во секој случај, од каде таа љубов? Дома играш со тато, мама? Па да, вежбам со мама и со дедо Бора. Така. А ти, Јован, вежбаш дома? Да, со тато. Со тато. И кој е подобар меѓу тебе и тато? Тато. А зашто не ти? Многу е јак. И се расправате? Не. Или ти кажува како треба да ги местиш фигури? Не, само играме и научувам нешто. Така. Уште едно прашање до тебе, Јован, рече дека со тато играш, а освен дома, на тренинг, со кого играте? Дали со тренерот, со другарчињата? Како е на тренинг кога одете во Цареви кули во клубот? Најмногу играм со другарчињата. Така, може да не ги кажеш кои се тие другарчиња? Има и батковци. Добро. Бато Христијан, бато Кирил. И дали на тренингот и со него предпоставам дека, Некој пат играм со Па Трајче. играме. И кој е подобар од вас трајцата? Опа. Кој е подобар? Ти? Да. Ти, Јован, или ти Трајче? Па мислам дека Јован е малку повеќе јак. Посилен, има време. И за реванши и така натаму. Добро, малку се страмежливе, но сепак тоа се дечиња Так. од кои што очекуваме дека ќе има добри резултати. Филип, предпоставам дека си задоволен. Да спомнеме сега и за втората екипа која што, ако не се лажам, до 14 години. До 14 години. Така, како помина таа екипа, на вашиот Facebook статус изразивте задоволство, но сепак можеш ли повеќе кои беа оние клучни сегменти каде што потврлија или пак таа брзина некогаш? Еве, да бидам искрен, да децата се многу добри шахисти, до 14 години имаме прекрасни деца, што многу се трудат, па можем да кажем и скоро идат секој ден во клубот и вежбат. Со секој од нас, со сите клубски колеги. Имаше многу голема конкуренција, многу добри тимови, но еве голем дел од тоа што еве малку да кажам потврлија, иако не звучи добро тоа што го кажувам сега, е тоа што требаше таму да сме во 10, значи дрепките со кои ќе се паднеме да видиме да присуствуваме како задолжителен сегмент од турнирот. Ние станавме во 6, тргнавме во 7, си оставивме време да стасаме, кога стигнавме тие почнаа дури во 1-1,5. До 14 години тоа ги измори. Психички најмногу ги измори тоа. Добро, велам во шахот, не сум шахист, но знам за толку да ги мрдам фигурите и да седам сега со Трајче или со Јован, мислам дека ќе загубам од нив. Потребна е она концентрација во секој случај и следење на секој потек на противникот кога станува збор за шаховското поле и од таа причина, бидејќи тој временски диапазон секако и психички действува и пак е концентрацијата и таа неизвестност, па нели од самиот противник и резултатот си го прави своето. Но верувам дека и ова генерација на деца кои што ги билите до 14 години ќе земат учество на други турнири кои што се во иднина. Со сигурност, да. Така. Добро, може да ни одговорите каде се тренинзите, дали сте отворени за нови членови, каде може да ве најдат оние кои што сакаат да се занимаваат, бидејќи сепак јас велам дека ова е спорт или пак игра кој што сепак го зајакнува интелектуалниот капацитет на секој поединец. Така, кога спомнавте веќе за
интелектуалниот капацитет и потенцијал, еве една аналогија само на кратко да направам. Ако станете наутро и земете еден крстозбор да решите, ќе видите дека многу побрзо ќе се разбудите дури од едно кафе. Ако навечер решавате крстозбор, нема да можете да заспиете. Така и со шахот. Шахот го активира мозокот и открива потенцијал што може и нема да го откриеме и нема да го искористиме до крајот на нашиот живот. Шахот е една многу битна игра, многу битен спорт кој треба да се игра еве по дома, по клуб, да се исфрлат мобилните, еве да спомнам кога имам прилика, што помалку мобилни да се дават на децата, што повеќе умствени игри. Ајде, не мора да е шах, ама еве да го промовирам. Кога станува збор за клубот се наоѓа во гимназијата Јане Сандански, одма од влезот десно, има и убава табла, рекламна табла. Ние сме отворени секој ден. Клубските колеги одат од 4, од 5, скоро секој ден. Часовите се од понеделник до петок од 6 часот до 7 часот. Поделени сме во две групи. Почетници, да кажам, малку понапредни деца и веќе деца што се биле одлани, многу понапредни и малку повозрасни, да кажам, со другиот наставник во моментот Звонко Пецев. Може кој кога сака да дојде да направиме упис. Еве ги охрабрам родителите и децата да не посетат, дури да седнат и да гледат. Клубот е многу убав, просторен, опремен, реновиран, со се потребно за еден шаховски клуб да функционира и можам да кажам, колку што сум видел, најопремен клуб, најубав, најнов, просторно. Да, во секој случај потребни се услови и на тој начин ова нека биде покана и до сите родители со своите деца. Никогаш не е досна да се занимавате со шахот и да играте шах, бидејќи реков тој на некој начин го зајакнува тој ментален дух, едноставно и жилбата да се одбраниш, но и жилбата да нападнеш, ама на еден логички пат, по еден логички пат. Трече, сега освои сребро, така? Да. Сакаш златен медал? Па, ќе бев задоволен и со златен медал, ама и со сребро сум задоволен. Така, ама се надвам дека утре задутре сакаш да бидеш еден државен правак. Најдобар меѓу најдобрите. Па, може. Може. Јован, ти? Исто. Што исто? Сакаш да бидеш да освоиш злато? Да. Што ти каже мама и тато кога го освои овој медал? Браво, многу голем успех. Така. Ама што им рече ти? Ќе докажам дека и понатаму ќе бидам добар шахист. Да. Така. Јас верувам во вас дека ќе успеете. Уште еднаш потсетување, Филип, освен Карадаковски и Вукашиновиќ, да не ги... Да. Мартин Гоцев од Сандо Масев и Мартин Велков од Борис Трајковски Моноспитов. Така. И тие беа дел од тимот. Тимот беше составен од 4 играчи. Така, да. И тие дадоа, предпоставам, придонес во... Да, голем. Во остварувањето на овие резултати кои што не е мала работа еден дебитански клуб, ајде сега така да се изразам, да дојде до еден вака добар и убав резултат. Има ли потенцијал шаховски струмици регионот? Ова се потврда дека имаме потенцијал, но треба да се посветиме на нив и да работиме со нив, предпоставам. Но ваше видување? Еве прво вака, многу деца, и јас сум изненаден, дојдоа и се запишаа кај нас во школата, има уште многу деца, еве вака по случајно што ќе видам или ќе слушам, игра шах. Нормално секој од децата почнуваат со дедо, со татко, и јас почнав со дедо ми да играм. Има многу потенцијал, знаеме дека во Струмица имаше клуб шаховски Беласица, ако не се лажам, и предходно, како да кажам, треба љубов, прво од децата, но и овде треба и родителите малку да им дадат поттик и да ги пуштат, да ги донесат кај нас и кога веќе се таму ќе видат дека е многу пријатна атмосфера за работа, многу убав е клубот и
има многу деца. Кај нас во школата, еве јас имам 20 деца, во понапредната група има, ако не се лажам, 15 деца. Може малку звучи, ама еве на територија на Струмица и кога зборуваме за шах, е солидна бројка. Оно што ме изненади, Филип, е тоа што во овој тим, освен од Струмица, имаме деца и од населените места. Какво е расположението таму? Еве, рековте дека од Моноспитово доаѓа, но има ли интерес еве да ги поттикнеме децата и од Босилово, Василево, Новосело и тие да бидат или пак да се формира некоја поголема група каде што предпоставам нема да ги одбиете за да држете часови или и во Новосело и во Босилово во таа конотација, има ли интерес и низ другите населени места? По резултатот од сабота, многу деца не исконтактираа на мене, на клубските колеги, преку нивните родители, значи секако очекуваме едно 10-15 деца да ни се приклучат во клубот. Кога станува збор за еве децата од руралните средини, целата, можам да кажам дека олеснителна околност е дека по училиштето, така и го направивме терминот, од 6, може и да го флексибилни сме и да го промениме и покасно да дојдат, да ни се приклучат и да бидат дел од нашиот тим. Мислам дека има интерес, но нели, сепак деца се, треба превоз да се организира, такси, родители да се активираат. Ама мислам дека ако има љубов и желба и ако се почне, и ние сме флексибилни и ќе се најде заедничко решение. Добро, и така почнав и јас со шахот за инат, мислам за инат. Сакав татко ми да го поведам и така некако почнавме со шахот, иако во последно време толку не играм, иако некогаш ми е потребно. Кои се идните планови сега на Цареви кули? Разбрав дека планирате повторно да заминете во првата половина од декември на еден турнир кај што ќе е за индивидуално, мислам. Така, веќе децата од клубот, останатите што не беа на турнирот во саботата, се охрабрени и скоро и сите ќе сакаат да учествуваат. Значи нема лимит, кој сака може да дојде да учества, индивидуално да се покаже, да го покаже своето знаење во шах. И верувам дека ќе има доста резултати. Еве, прв пат покажавме супер резултат, веќе вториот пат мислам дека и многу злато ќе донесеме во нашиот клуб. Така. Јован, во училиштето, во твоето второ Г оделение, така, што ти кажа другарчињата кога слушна дека си во второ место од екипата на Цареви кули? Ми кажа многу убаво. Така. Ти честита? Да. А што ти кажа наставничката, учителката, твојата класна? Браво. Не. Не ти кажа? Не. Леле, еве критика до неа. А кој предмет најмногу го сакаш? Во школата? Да. Физичко. Физичко. И математика. Има, па добро на некој начин, да, оди математиката со шахот. Трајче ти? Па јас математика и физичко. И јас мислев ликовно ќе кажете. Ама и ликовно сакам. А ти, Јован? Ликовно да црташ? Повеќе македонски. Повеќе македонски. Добро, би сакал Филип да го завршам со оглед дека сте во зародиш. Мислам, не сте во зародиш, функционирате веќе повеќе месеци. Размислувате ли вака еден општински надпревар или меѓуопштински овде во Струмишкиот район? Ова е факт дека имаме и предмалку рече дека има интерес кај деца некако дали преку училишниот спорт, не знам, да се размислува, бидејќи тоа е потврда за секое дете да освои не знам, тоа е и секој се радува на вакви успеси, но како клуб да опфатите и повеќе деца од останатите населени места и другите училишта и да се направи таков еден турнир овде во Струмица. Да, имаме во план. Покрај внатрешните турнири што ги правиме во нашиот клуб со нашите деца, имаме и правевме турнири со град Гевгелија, со клубот Шаковскиот клуб 7 ноември Гевгелија. Во иднина имаме многу планови да ги активираме децата од школите, кај нас да правиме турнир во самиот клуб. Мислам дека многу деца ќе се пријават, многу деца, посебно од гимназијата, таму нели сме со седиште во гимназијата.
само да не служи здравјето и ќе правиме многу турнири. Така и дечките веќе се загрејани за игра. Повелила? А сака за македонски ще отбираха оти ми е интересно ти учиме ги ръкописните букви. Одлично, па многу нормално. Добро, Јован, сакаш ли еден ден да го победиш во шах твојот тренер? Па и веќе ме победува. Не ли ова? Да. Го победуваш, а ти трајче? Да. Па јас еднаш, Да. неколку пати. Значи го победуваш твојот тренер. И не ви се лути? Не? Не се лути. Си даваме рака, така? Да. Добро, многу честитки, благодарам што бевте дел од програмата на ТВ каналот ВИС, честитки за остварениот успех. Благодарам на поканата. Така и дај Боже само зубави работи и утре, задутре овие деца да бидат врвни шахисти, не само струмите, туку да ја представуваат и Македонија надвор од нашава земја, со оглед дека би рекол игра, спорт кој што не бара многу инвестиции за разлика од останатите спортови, но сепак може да се поттикне и да биде масовен спорт, бидејќи на самиот почеток со што најмногу се согласувам, место на мобилните телефони да им се дадат умствени игри на нашите деца. Така. Благодарам се уште еднаш, ви благодарам што бевте дел од програмата на ТВ каналот ВИС. Успех понатаму, сега во следна прилика. Благодарам.